Нема поевтинување на сувоместните производи и тие засега остануваат со сегашните цени и покрај тоа што и оваа индустрија влезе во приоритетните компании кои веќе втор месец добиваат субвенционирана цена на струјата. Ова, според производителите, е резултат на тоа што струјата е еден, но не и единствен фактор во формирањето на цената на крајниот производ. Значи, цената на струја на производите не ја сочинува само цената на струјата. Високи цени на енергенси, високи цени на суровини, високи цени на repроматеријали. И сето тоа мораше да се одрази на крај врз цените. Нека се намалат сировини и тие работи, че ги намалиме цените ние. Што да правиме кога немаме домашна сировина? Ја стимулираме домашната сировина 30 и кусур години од кога сме независни, а пак ни фали суровина. Од друга страна, владата во последните неколку месеци спроведе повеќе мерки, чија цел е токму намалување на цените на крајните производи. Се грижиме во време на голема непредвидливост наметната од економската и енергетската криза, преку антикризните мерки и преку други поврзани политики, на компаниите да им обезбедиме да ги зачуваат своите бизниси, но најважно е да ги зачуваат и своите вработени. Од друга страна, преку мерките за компаниите го облажуваме растот на цените и ударот врз стандардот на граѓаните. Во моментов, во зависност од видот и производителот, сувоместните производи се продаваат по цена од 200 до 1500 денари. Најниска цена имаат така наречените посебни салами, кои се продаваат по 200 до 250 денари. Свинска печеница е околу 550 денари. Куленот и чајната се со цена од 580 до 620 денари, додека најскапа цена држат прашутите кои се продаваат од 1200 до 1500 денари за килограм.